Испрати писмо кое што со големо задоволство ќе ви го прочитам. Послание или чемерен запис. Македонија и македонците во овој свет на агресија, на жестока омраза и уривање, посебно од најблиското обкружување, пак ќе победат, како што победували во минатото. Ќе прашате, со што? Со човеколюбието, со Божјата даровитост, со љубовта. Македонецот не знае да мрази и убива. Со кроткоста, со добрината на срцето и душата, со митското трпение и упорноста. Тоа се основните составки на неговото колективно битие. Македонецот го убивале, го прогонувале, го опожарувале, го раселувале, го обесувале, го ослепувале, му го корнеле јазикот, а тој повторно прогледувал, прозборувал, оживувал и повторно упорно градел и садел. Македонците низ историјата и сега вака си ја кажуваат судбината. Се разбира со песна, не овкаме, туку пееме, со песната тагата ја совладуваме, со трпението надмудруваме, низорото оживуваме, со смртта победуваме. Се чини тоа ни е благословот и прокобата, со умилност кон злобата, со благост кон омразата. Од Библијата сме излезени, ако треба, пак во неа ќе се вратиме, а со тоа пак ќе сме во вечноста, во бесмртноста. Се чини од тие залудна нечовечноста во постапките на соседите и нивните подмолни инспиратори, зашто секогаш победувала човечноста. Пролеаната крв за слободата на татковината и незиното обстојување, безграничното страдање, само жртвата и зачудувачката трпеливост и издржливост се основите на кои се темели историјата и сегашноста, а ке се темели и днината на македонскиот народ. Кален со навредите и страдањата, одржуван со длабоката верба и вера во Божјата правдина, дека ќе дојде очекуваното и заслуженото во кое верувал. Го прави нашиот народ непобедлив, неуништив, вечен. Да живее Македонија!